Имав такви едни слушалки, ама сакав да дојде до израз тоа искуството, годините искуство, да. Добро, мислам дека можеме официјално да започнеме. Значи, најпрво да се заблагодарам на сите што сте тука денеска и да ве поздравам од нашата канцеларија од Мајами. Јас сум ментално тука, меѓутоа секако дека морав да присуствувам на овој HR Demo Day, затоа што е на некој начин почетокот на нашата нова HR академија за 2022 година. Имаме и нов предмет, People Analytics, кој што ќе зборуваме малку подоцна. Драго ми е што нашата нова предавачка Ана се вклучи денеска, за која што ќе може да каже нешто повеќе за нејзиниот предмет. 2022 година за нас е исто така значајна, затоа што за прв пат отвараме и нова канцеларија во Мајами, каде што сум јас во моментот. Од оваа недела ќе почнеме и со официјално рекламирање на академиите. Така што особено ми е драго за нешто што почнало пред 5 години како еден центар со една идеја да го подобриме општеството во Македонија. Буквално сега да се развијаме на три пазари. Америка е доста сериозен пазар и се уште немаме HR академија, меѓутоа во план ни е во иднина, бидејќи секако сме дел од SHRM, имаме и акредитација, меѓутоа можеби за следниот семестар, но како и да е, ова ни е, не знам, можеби 11-12 група на HR академија, која што ќе започне од следната недела. Со нас се предавачи кои што биле од почетокот, како Стефан, мислам дека и Елка е вклучена, ако не се лажам, и некои од новите колеги. Целта на овој наш денешен Demo Day е да ви ја представиме академијата, меѓутоа не јас, туку самите предавачи да се вклучат нормално и да го објаснат она што најдобро знаат да го пренесат, како и вештините кои што би ги стекнале под нивните предмети, зашто токму имаме ваква програма каква што имаме. И имаме и гостин, Елена Илиевска, која што ни е студент, што која заврши Академијата за човечки ресурси, беше дел од Fast Track програмата и може да каже нешто повеќе за нејзиното искуство и зашто она наша успешна приказна. Јас не би должала многу, би сакала официјално да го отворам овој Demo Day и да го поканам нашиот прв предавач Стефан да се представи, кој што можеби е најизрекламиран од наша страна, можеби сите веќе го знаете, меѓутоа сепак да се представи и да објасни нешто повеќе за двата предмета кои ги држи, регрутација и селекција и перформанс менеджмент. Стефан, повели. Фала ти, Аријана. Пред се да се заблагодарам за тоа што навистина се дружиме и соработуваме веќе толку многу години. И ја можам да кажам дека предавањето и дружењето со студентите за мене е една нова инспирација и секогаш некако ми враќа енергија, затоа што часовите обично се после работа, ми враќа енергија и воопшто не ми е тешко и не ми е напорно да другарувам или да споделувам со учесниците, со студентите на академијата. Тоа што можам уште така нешто да додадам е што за мене неформалното образование, чи можеби и лидер во Македонија е Creative Hub, е иднината на образованието и е начинот на стекнување на новите вештини, исто како што е начин на преквалификација, доквалификација или едноставно задоволување на апетитите на сите оние кои што не се сигурни, да кажеме, што понатака во кариерата, во животот или која би била можеби сертификацијата што сакаат да ја стекнат. Затоа сметам дека преземавме една многу важна улога во образовниот систем, односно во општеството, а тоа е на младите луѓе, на амбициозните луѓе да им го доближиме подрачјето човечки ресурси и се она што оваа академија го изучува. Да бидам малку по-конкретен, јас тука искуството што го имам во секторот за човечки ресурси, а тоа е некаде околу 20 години искуство. Денеска во Ајден Македонија, во минатото во различни компании од телекомуникацијската индустрија, го предавам или го преточувам на студентите на два предмета. Едниот е регрутација, другиот е перформанс менеджмент. За оние кои што ги интересира по предметот регрутација,
стартуваме со некакво општо знаење за тоа какво ни е окружувањето, кои се трендовите, што е поборувачката, што е понудата, кои се промените во вештините што се очекуваат од пазарот на трудот и импактот на автоматизација, роботизација, дигитализација, за да после навлегуваме малце по-конкретно во подрачјето за тоа што треба да работи регрутерот, што значи стратешко планирање на работна сила, анализа на работни места, пишување на опис на работно место, оглас на работно место, како се мери учинокот на еден регрутер, кои се 12 стратегии да се најде и да се вработи врвниот талент на овој пазар, кои се начините за пребарување на слободна работна сила, начини за филтрирање на CV-а, кои се 20 чекори фактички на процесот на регрутација, односно како една компанија го организира процесот на регрутација и кои се 12 чекори за потврдување или за селекција на кандидатите. Тоа е накратко предметот регрутација, а по предметот перформанс менеджмент секако почнуваме некако од тоа што е природно, дефиниција и еволуција на самиот процес кроз минатото, понатака кои се составните делови на процесот за перформанс менеджмент, понатака кои се фазите на самиот циклус и кои се неговите елементи, понатака зборуваме како се подготвуваат компаниите за перформанс менеджмент, како се дефинираат формуларите за евалуација, како се задаваат целите, како се мери, како се задава и како се мери моделот на компетенции и на крајот како се задава, како се мери личниот развоен план. Дискутираме и за тоа што се агилни перформанс менеджмент системи, што значи Objectives и Key Results, наспроти KPIs и наспроти Objectives. Понатака дискутираме за најчести типови за ревизија на учинокот, како се подготвуваш за еден перформанс менеджмент циклус, кои се добрите и лошите страни, како се менаџираат тешките случаи кои што се явуваат во овој циклус, кој е линкот помеѓу перформанс менеджмент циклус и наградувањето, и понатака некои практики кои што се во познатите светски компании и познатите домашни компании за тоа како се управува со процес да направи апдейт на целиот материјал согласно со што ни донесе COVID-19, значи како се спроведува перформанс циклус и како да го мотивирате и наградите вашиот персонал во случајот на COVID, за да на крајот завршиме со тоа како се менува перформанс циклусот кроз годините. Идејата на овие два модула е на сите учесници да им се прво да се инспирираат, понатака да добијат некаков рецепт за имплементација на овие два процеси кои што може да се вратат назад во своите организации, на работното место или можеби едноставно да разберат како тоа се случува во некои други компании наспроти процесот што е организиран во компаниите во кои што тие работат. Значи, за мене лично најголема придобивка од овие сесии е тоа што разговараме, дебатираме, има голема интеракција помеѓу сите учесници, разменуваме искуства и едноставно можеби заедно доаѓаме до решение на некои специфични ситуации што учесниците ги носат и се спремни да ги дискутираат на овие наши сесии. Така да, накратко тоа би било за овие два предмета и за моето доживување за циклусот студии по областа човечки ресурси. Одлично, ти благодарам, Стефан. Ти зборуваш за како се мери перформансот на учиноците на вработените, а Славица преку нејзиниот предмет токму го мери задоволството на вработените во компанијата. Славица, вие исто така доаѓате од корпоративниот сектор, меѓутоа сега веќе неколку години работите како кариер коуч, доста успешно. Па сега, дали може нешто околу вашиот предмет Employee Engagement, кој што многу пати луѓето напрашаме зошто имаме ваков предмет, што конкретно значи тоа и зошто е значено да се токму да се мери задоволството на вработените и HR-от нели да биде како носител на тој процес. Така, ти благодарам, Аријана. Најпрво би се сложила со Стефан дека предавањата, иако се во попладневните часови и интерактивноста со студентите е навистина инспиративна
и верувам дека тоа и на нас ни помага како предавачи да бидеме се подобри и подобри од час на час. Да, јас покрај со човечки ресурси се бавам и со кариерно советување или кариерен коучинг и employer engagement е всушност она задоволството на вработените, исполнување на работните задачи, нивната емотивна ангажираност кон компанијата и кон работното место и она подготвеност да го дадат она екстра напор за себе и за компанијата. Во исто време и растат и тие, а расте и продуктивноста и финансиските резултати на компанијата. Комплексно го разгледуваме, бидејќи за да имаме ангажирани или посветени вработени, ние мора во една позиција да се грижиме и за компанијата во целина, да се грижиме и за вработените, а да се грижиме и за менаџерите, да ги опремиме со вистинските алатки како тие би можела да ги мотивираат и да ги ангажираат и да ги препознаваат онака потенцијалите и капацитетите на вработените. Часовите по предметот се доста интерактивни. Јас комбинирам пристапи и од кариерно советување и од НЛП и се во служба на откривање и градење на човечкиот потенцијал. Дискутираме на различни теми, што некојаш почнуваме од вистинска ситуација или прашање што ги имаат, па може дискусијата и да не однесе да опфатиме и друг аспект од човечки ресурси. Мислам, ние тука предаваме различни предмети, но не можеме да кажеме дека едните со другите работи се исклучени. Се е тоа дел од системот човечки ресурси, а човечки ресурси е дел од системот на компанијата каде што човекот или индивидуата или вработениот е нејзиниот највреден капитал. Почнуваме, модулот има 6 часа, 6 блок часа и почнуваме со воведни разговори, воведни делови за откривање на employer engagement, разгледуваме дефиниции, фактори, двигатели, начини на кои што може да се подобри. Добро обработуваме мотивацијата, доста време обрнуваме на внатрешна, надворешна мотивација, стиловите на комуникација, како HR менаџерите да употребуваат конкретни алатки во нивната комуникација, не само на работното место со вработените и со претпоставените, туку и во секојдневниот живот. Разговараме за фидбек, голема дел посветуваме на мерењето на employer engagement, бидејќи за нешто да знаеме дали како се движиме и дали се движиме во правилна насока и дали треба некои мерки да преземеме, мораме да го измериме, да знаеме каде сме и каде сакаме да бидеме и разговараме за фидбек, носење одлуки и поставување на цели. На крајот, мислам, би рекла дека не на крајот, туку вештините што би ги стекнале учесниците или слушателите на овој предмет ќе знаат што е employer engagement, ќе можат да препознаат ангажиран вработен, како да подобрат ангажираноста на вработените, да ги мотивираат, да измерат ангажираноста и поефикасно да комуницираат. Така, ти благодарам, Славица, многу. Сега, штом ќе го измериме задоволството на вработените и учинокот, мислам дека оно што сите ги интересира е колку ќе ги наградиме и каков бонус ќе земат, односно каква плата ќе земат. Па сега би сакала токму да отстапам место на Елка, бидејќи Елка го предава предметот финансии во човечки ресурси. Верувам, може би еден од најинтересните, бидејќи секој предмет за себе гледа како да се измери, нели, најпрво својот финансиски учинок, пропорционално со самиот перформанс, а потоа, нели, да може утре во една компанија да го имплементира на ниво на целиот тим на вработени. Така што Елка повели. Сега го фала, Аријана. Па, не би рекла дека само она финансиите што земаат вработените е најважно во
дел од моите предавања, иако игра голема улога во предавањата, ние како HR менеджери, како дел од вработените во еден оддел за човечки ресурси, најпрво треба да го познаваме бизнисот, да ја познаваме компанијата, да познаваме како таа диши, како функционира една организација и за да може да бидеме HR менеджери, односно да бидеме стратешки партнер, да може да седнеме на масата заедно со другите CXO-а во компанијата и да играме една важна стратешка улога во самата компанија. Моите предавања прават еден осврт на целокупните финанси за човечки ресурси. Најпрво разгледуваме што е тоа животен циклус на една компанија, како компанијата се креира, како действува, кои се нашите улоги, која е нашата улога како вработени во одделите за човечки ресурси во секоја фаза од тој животен циклус на компанијата, како можеме ние да помогнеме во компанијата во секој тој чекор од животниот циклус на една компанија. Финансиските извештаи и анализите кои што ги има компанијата се клучни за модерните бизниси, па затоа ние ќе одработиме и што е тоа планирање за човечки ресурси, чекор по чекор како се прави самото планирање, кои се главните фактори внатрешни и надворешни кои влијаат на самото планирање за човечки ресурси и подоцна веќе ќе разработуваме една стратешка баланс карта, односно карта за баланс на бизнисот, за креирање на стратешки цели на компанијата. Ќе поработиме, значи, што е тоа баланс карта, кои се, од каде потекнува самата баланс карта, сите перспективи кои ги имат, и 4 перспективи на баланс картата. Ќе креираме една стратешка мапа за компанија, ќе видиме како се креираат стратешките планови и цели на еден оддел за човечки ресурси, а подоцна ќе ги обработиме и сите главни KPI на компанијата. И од страна на компанија, и од страна на HR, затоа што ние како HR е многу битно да ги знаеме важните key performance индикатор на компанијата, за да може да функционираме како стратешки партнер на компанијата. На наредното предавање ќе одработиме дел што е тоа плата, што се додатоци на плата, како се пресметува плата. Еден од многу интересните еден од најинтересните делови на ова предавање е самата пресметка на плата, заедно со студентите преку практичен дел, пресметуваме плата, додатоци, одбитоци на плата, така да што буквално студентите после часот се спремни да пресметаат било каков вид на додаток или одбиток од плата. И последниот час би рекла дека е еден од најинтересните за сите студенти, затоа што е целосно посветен на една практична работа, каде што студентите со помош на Excel прават најпрво планирање за еден оддел за човечки ресурси, значи за сите што се опфаќа планирањето за човечки ресурси, прават едно планирање целокупно за компанијата, подоцна прават репорти и прават аналитика и анализи на податоците кои што ги имаат. Овој практичен дел им помага во било кое време подоцна во нивното работење да направат еден целосен план за финансиите во еден оддел за човечки ресурси. Тоа е на кратко се. Така, да, доста обширно. Да, јас заборавив, под предмет точно е и стратешки дел, целосната стратегија, баланс карта и финансискиот дел, бидејќи не би можело едното без другото, треба да се оправдаат средствата каде се трошат. Кога зборуваме за стратегија, мислам дека овде се тука ќе се вклопи новиот предмет, кој што го воведовме, People Analytics. Вака веќе еден месец во Америка сваќам колку е значено, особено навлезана во сите сектори, не само во HR или не само во IT, и колку се бара всушност аналитика за било каква одлука да се донесе. Со колеги кои што се среќавам или пријатели тука што работат, дефинитивно сите користат аналитика, а независно во кој сектор работат. Па затоа мислам дека тука е оправдана потребата што воведовме на нов предмет People Analytics, кој што го предава Ана. Ана, добре дојде прва на HR Академија. Ова мислам дека ни е вака прво јавно твое представување. Да. Имаш и позадна кариера. Па не, еве, јас ќе ти дозволам ти да се представиш, јас ќе те представам, ама сега ќе дозволам ти, имаш и позадна кариера па за тебе. И мене ми е многу драго што си дел од Академијата, така што еве повели да слушнам и за тебе и за предмет. Супер, фала ти, Аријана, многу. Јас се извинувам ако слушнате керка што пее во позадина, ама нели тоа се условите на работење од дома во минативе 2 години.
Вака накратко прво да се заблагодарам многу што ме контактиравте, што направивме муабет нели пред иза се број месеци за како би се вклопил предмет како нели HR аналитика или people аналитика или data driven HR. Имавме малку нели дискусија за тоа како би се викал предметот. Тоа само оди во насока на што покажува и што се согласувам апсолутно со Стефан дека многу голем акцент треба да се стави на тоа дополнително или неформално образование преку сите овие предмети кои што се други предавачи ги предаваат, па вклучувајќи ваков некој предмет што е некоја новина, да го кажеме, ако ништо повеќе барем на овие простори. Западноевропските земји или прекоокеанските земји малце се нешто малце понапред можеби од нас во тоа поле, но убаво ги следиме, не заостануваме многу. Накратко за мене, јас сум Ана, 35 години моментално, 11 години во полето на HR. Дипломирав на факултет за филологија, англиски јазик и книжевност, понатаму магистерските студии ги продолжив на интердисциплинарни студии по HR менеджмент на филозофски факултет и почнав да ја градам кариерата како HR generalist или HR associate во тоа време 2011 година во Алкалоид. Алкалоид е нели чудовиште во позитивна смисла само по себе, така да за некој што е самите почетоци на кариерата е како една машина која што го учи на сите оние и процеси теоретски, подкрепа и така натаму, се што треба да се знае во таа област. Дополнително што е индустрија која што е многу строго регулирана не само од национални, туку и интернационални легислативи во доменот на фармацијата и медицината, потоа некако и плюс те тера да мислиш за HR-от малку нели outside of the box, отколку од она што е само процесно некој извршување на задачи. Бев по 5 години таму. Понатаму добив понуда за да формирам HR одел во Singular. Singular е македонско-грузијска компанија која што се бави со gaming/betting индустрија. Бев таму година и пол да формирам одел во скопските канцеларии и во канцелариите во Тбилиси во Грузија. И после тоа добив пак нели рекрутер, се заврши работа. Стефан ги го знае тоа најдобро да спекне успешност на рекрутмент, каде што добив понуда за да ги основам неколку од канцелариите на Целиндо, каде што сум моментално. 4 години сум во Целиндо. Целиндо е дански стартап. Кога почнав, сега веќе е scale-up, кога почнав бевме 35 луѓе, тоа беше една сосема поинаква приказна од тоа што е сега. Сега сме 165 луѓе на неколку континенти со 5 локации во 5 земји во светот и со така една прилично амбициозна агенда која што се вика 10x или 20x или 100x дури, но нели тоа е начинот да се стане юникорн, односно на оној престижниот Оскар во нели стартап сцената. Сум ги работела сите можни функции на HR-от, сум ги совладала, се надевам солидно нели сите можни функции на HR-от, но она што е особено практика, па и особено во последната компанија во која што работам е да HR-от се гледа низ призма на нели data driven HR, односно одлуките што се носат без разлика дали или позитивни или негативни, има определени податоци, така или определени показатели кои што може да ги аргументираат тие одлуки. Она што мене ми е најдраго за вакви предмети е дека ќе се оттргне на призма на традиционално гледање на HR-от како нели она кадрово, односно каде што само процесно ги поминува определени функции и кое што се смета нели како потрошувач во компанијата наспроти HR-от како стратешки партнер, како што каже Елка, во смисла на седнување на маса со оние екзекутивс нели во компанијата кои што носат одлуки, односно вие ги носите со нив тие одлуки. Зашто? Затоа што имате податоци, нели имате анализа направена која што може да ги подкрепи тие одлуки. Имам среќа да моментално сум во компанија во која што како го поддржува тоа и нели целата смисла на постоењето на компанијата е анализа, употребување на правилна анализа, употребување на правилна идентификација на нели добиените резултати од таа анализа, кои се работите што ги мериме, зошто ги мериме, што ни кажуваат од кога ќе ги измериме и кои се оние екшн поинти кои што ги преземаме од кога ќе ги измериме во смисла дали нешто треба да се продолжи ако е позитивно или нешто треба да се нели елиминира или подобри ако е негативно. Во глобала предметот ќе го следи и тоа, значи ќе се почнат оние основни концепти на што е аналитика всушност, што е тоа што го мериме, зошто мериме, како правиме избор на тоа што ќе го мериме.
Дали треба се да мериме. Тоа исто недовно, кога започнете 10 битки истовремено, веројатно 8 од нив ќе ги изгубите. И исто HR метрика и HR аналитика. Не можеме да измериме буквално се, но дали тоа ни кажува тоа што треба да ни каже и дали на тој начин или ја помагаме компанијата или оние бизнес objectives на компанијата. Понатаму ќе се јас имам буквално еден куп практични примери заради тоа што имам многу тулови кои што ги користам во моментов за да измерат многу од тие процеси. Од аспект да се надорозам на Стефан, од аспект на рекрутмент, значи рекрутмент фанел метрика. Кои ни се процентите на рекрутмент фанел, што ни значат тие проценти, каков е индустри бенчмаркот, дали заостануваме, дали не заостануваме, што ни кажува тоа. Имаме метрика time to hire, окей, супер, 20 дена time to hire, ама 5 дена губиме во пишување на job post и собирање на апликации. Зошто? Дали тоа може да се смени? Ако го смениме, што тоа би значило и така натаму. Понатаму да се надобразам на Славица, имам тул кој што го користам, тулот се вика Picon, кој што мери employee engagement. Има 14 драйвери на employee engagement кои што се формирани на високо утврдена методологија, кои што се бенчмаркувани во различни индустрии, што тие значат, односно тие го кажуваат нели што е како крвоток на организацијата, затоа што тоа е фидбек претварен во некоја actionable data кој што може да се искористи и нели да и ние како HR луѓе во компанијата, но и менаџерите, како што напомена Славица, да можеме да ги нели сега екипираме, equip на англиски ми доаѓа, ама да ги опремиме со одветни нели знаења и вештини и планови и така натаму, за да можат они да работат со своите тимови. Имаме доста практични case studies или ќе имаме доста практични задачи или домашни кои што ќе очекувам или студентите следното предавање да ги поминуваме заедно, затоа што идејата не е само теоретски да се нафрлаат концепти на аналитика, туку идејата е да се презентира проблем и да нели студентите размислуваат како би пристапиле кон тој проблем, како би го решиле тој проблем, затоа што она е едно мото со кое што сакам да излезат после ова предавање е да колку да звучи клише, но да го предизвикуваат на статус кво и да ги предизвикуваат сите одлуки или сите информации добиени во рамки на било која организација каде и да работат, се со цел да знаат дека има показатели кои донеле до тие одлуки и да бидат сигурни дека се согласуваат или не се согласуваат со тие показатели. Ако само нели се согласуваме со нешто што ни е наложено од некој можеби менеджмент, не значи дека го предизвикуваме тоа и не значи дека можеби тие знаат како најдобро да постапат со определени процеси во организацијата, но ако ние го предизвикаме доволно добро или доволно често или доволно аргументирано тоа, можеме да ги подобриме процесите и можеме да направиме уште подобро од аспект на engagement, од аспект на рекрутмент, од аспект на делувањето на организацијата. Тука има и финансиски модели кои што ги следиме и анализа на тие и што тоа значи, да сам доразам Нелка од аспект на ние она што го мериме во рамки на компанијата е revenue per employee. Revenue per employee ни дава после показатели во смисла на дали колку треба да се инвестира во рекрутмент, што значи ако се овер инвестира во рекрутмент во определен тим, а на сметка на тоа можеби се андер инвестира во друг тим и така натаму. Но да не откривам многу детали од предавањето, јас ќе почнам да си го испредавам целиот мој блог. Во принцип сметам дека е доста интересно, сметам дека е сублимат на буквално се од што претходните предавачи ќе поминат и дека на некаков начин е оној лепак кој што ги врзува сите функции на HR-от и едното без другото не може независно да постои. Така да тоа за мене. Така, ти благодарам, Ана, навистина многу бава се надоврза и на останатите колеги. Ние воедно со тебе би го заокружиле овој дел, кој што мислам дека и самата академија добива еден круг, меѓутоа ни фалат уште двајца предавачи кои што од оправдани причини не можеа да бидат тука денеска. Дејан, кој што го предава предмет за тренинг and development, што е директор на човечки ресурси во НЛБ банка, и ни фали нашиот правник, односно адвокат Душан, кој што ги предава предметот правни аспекти на човечки ресурси. Сега би сакала да и дадам шанса и на Елена да се представи, да ни каже нешто за неа. Она само што ја заврши Академијата за човечки ресурси, всушност го полагаше SHRM испитот денеска
И еве за незиното кратко искуство, па потоа ќе оставам и некое време за прашања до предавачите за оние кои што имаат повели Елена. Фала те, Аријана. Да, здраво на сите. Јас сум Милена Илиевска. Како што кажа Аријана, денес официјално го заокружив моето дружење во Creative Hub со полагање на тестот. Чекаме сега уште резултати или за дипломата. Искрено многу интересно дојдов како се запишав во академија, беше буквално 5 до 12 одлука. Меѓутоа сметам дека ја направи вистинската и искрено еден од најдобрите избори што сум ги направила до сега во животот. Искрено има подредено размислување и очекување како би изгледала целата програма и луѓето и што се би добила од академијата, меѓутоа можеби е клише, меѓутоа се додаа и надмина моите очекувања, бидејќи добив многу повеќе. Можам да кажам дека пред се запишав на Фестрек академијата не само за теоретскиот дел, туку најмногу ме привлече практичен дел и со тоа што работев со ментор, односно со Аријана. Аријана, фала ти и официјално тука за се што ми помогни for the biggest support, буквално низ целиот това патешествие во академијата. Најинтересно е тоа што по 2 месеци започнав всушност како практикант во еден компанијата, каде што сега се дружиме со Стефан Јелка, се уште, и каде што учиме многу. Јас моментално да сум во А1, во оделот за човечки ресурси, односно во делот за регрутација, каде што воедно и таму имам собствен ментор, односно помагам на нашата колешка Маја околу целиот процес на регрутација. Морам да кажам дека навистина учам и надоградувањето е преголемо. Така што накратко за мене е тоа. Повели Аријана, ако имаш некој прашање. Добра, јас немам прашање, јас си знам, само би ги оставила другите, нели, доколку имаат. Ти благодарам, Елена, сепак беше истија една успешна приказна. Мислам дека имам уште еден, или Стефан, колку имаме што работат во еден? 4 да имаме од претходните HR академии, ако не се лажам. Мислам, 4 дека има сената. Само во HR има 2, има и на други локации, затоа што едноставно академијата им овозможи на учесниците да разберат уствари каде би сакале да ја градат понатаму кариерата. Ние имаме во моментов во маркетинг и во правниот оддел имаме бивши студенти на академијата. И во програма работим, а 2 практиканта. И во IT имаш, во IT, значи 5 има уствари. Значи 5. 5. Да. 6. 20 има во IT. Сега тоа не е лош рецепт, да. Добро, сега би сакала да оставам време на сите во групата, дали, мислам сите што сте тука нели денеска, дали некој би имал некоја прашање до продавачите, до мене, до Стефан, до Елена, нели, да видиме дали би развиле некоја дискусија. Нема грешно прашање, така што слободно поставете се што ве интересира. Сите сте на мјут, може да направите unmute или да го напишете во чат, како сакате така. Јас би имала прашање. Повелете. Здраво, јас сум Билјана. Сакам да ве прашам дали студентите од оваа академија ќе добијат знаење за уклучување во IT компании, како регрутери во IT компании. Пошто сепак е поспецифична дејност и е доста актуелна, мислам дека е во подем HR работата во IT компании, секојдневно се отвараат доста IT компании, затоа ме интересира да прашам тоа. Мислам дека некои предавачите, како што читав, има со таков бекграунд доаѓа од IT компанија. Ана, можеби, не знам, ако не се лажам, читав нешто тако. Еве, да, можеби Ана е најсоодветна да ми одговори. Да, јас можам за дел, иако нели реклизме дека како главна точка е на Стефан,
но верувам дека процесите кои што нели тој ќе ги помине во неговото предавање се апликативни без разлика на која индустрија. Значи тие нели ве спремаат за да можете да го извршите тој процес или таа функција на HR без разлика дали зборуваме за нели ваква или таква индустрија. Секако дека секоја индустрија има своји специфики, но тоа е нешто што го учите во рамки на самата позиција, во рамки на самата компанија на која што ќе се приклучите. Она што јас можам да го кажам барем од моја гледна точка, јас сум скоро 6 години во IT. Од people аналитика делот има огромен дел кој што го покрива рекрутментот како функција, но тој нема да ве научи како да спроведувате процеси на интервјуирање. Значи тој ќе ве научи на други моменти од аспект на рекрутмент процесите и некои податоци во рамки на тие процеси како да ги анализирате, како да ги идентификувате и дали треба и како да ги подобрите или поправите или смените целосно процесите во рамките на рекрутментот што ги правите. Но, например, мојот дел нема да помине техники на интервјуирање, техники на нели пишување на job description и постирање на огласи на национално, на интернационално ниво. Тоа е нешто што мојот предмет барем не го поминува, но верувам дека нели предметот на Стефан тоа го поминува. Јас мислам дека идејата на сите е да се стремиме, мислам дека идејата на сите што сме тука е да се стремиме да ве направиме нели доволно да ве екипираме со знаење, за да можете да бидете супер прилагодливи без разлика на која индустрија се прилагодувате. А понатаму како што ќе почнете да си ја градите вашата кариера во тие области во различни индустрии, тука веќе учењето продолжува и се надоградува уште повеќе и веќе од самите вас ќе зависи кои специфики ќе сакате да ги фатите и колку ќе инвестирате дополнително нели за да го совладите баш тоа некое тесно поле, дали е за рекрутмент, дали е HR generalist, дали сакате повеќе кон менеджмент да се фокусирате и така натаму. Но, Стефан, да не одземам јас време од... Ја само накратко краток одговор на вашето прашање, да. Значи, да, ќе најдете работа, да, се бара. Се бара кадар, се бара луѓе. Едноставно имаме 2600 компании кои што функционираат во ICT секторот и не секој има рекрутер денеска во моментов. Значи, поборовачката е дефинитивно поголема од понудата на рекрутери. Дали академијата ќе ве спреми? Секако. Дека ќе ве спреми, секако дека ситуацијата пред и ситуацијата после академијата ќе се разликуваат. Во поглед на знаењето, во поглед на идеите и во поглед на можеби концептот што може да го споделите со вашиот работодавач. Меѓутоа, пред се битна е вашата амбиција, битно е колку вие ќе се вложите во тој процес и колку ќе сакате да научите. Можностите се навистина изворедни, затоа што ние дискутираме за пракси што се случуваат на работното место. Вие можете на академијата да ги поставите сите прашања што секогаш сте сакале некому да му ги упатите. Ние дискутираме, дебатираме, па дури другите учесници на академијата споделуваат како кај нив во нивните компании се случуваат одредени процеси со што според мене само се збогатува материјалот или само се збогатува знаењето кое што можете да го понесете назад од академијата. Дури интересантно можете и случаи што ви се случиле во тој ден на работно место да ги ставите на дискусија и онда ние стварно дискутираме за тоа, разговараме за можните сценарии, за можните решенија што вие уште утре дента може да ги вратите назад на вашето работно место и не знам да ви импресионирате некој ваш предпоставен и едноставно да промените некоја од воспоставените пракси за кои што верувате дека може да се подобри. Ви благодарам. Благодарам. Добро, дали имаме некое друго прашање? Здраво на сите, ја би сакала да прашам. Доколку се одлучиме да започнеме со академијата, кога би започнале? Дали има, например, одреден рок на пријавување или ограничени места? Така, значи следната група ќе започне од следна недела на академијата. Не сум сигурна само дали се понеделник, среда или вторник и четврток. За ова ќе морам точно да ви кажам, бидејќи колегите во Скопје го прават распоредот, јас веќе немам допирна точка со тоа. Меѓутоа ќе започне од следната недела, точно ќе морам да ви известам дали ќе биде понеделник, среда или вторник и четврток. Добро, фала ви. Дали имаме некое друго прашање?
Додека чекаме, јас само сега се надоврзам, ако не се лажам, Стефан, под твојот предмет, финалната задача и само не сум сигурна дали беше Data Science, целосен план за регрутација на годишно ниво или беше во IT секторот, ама баш беше така годишен план за регрутација. Знам дека беше во IT фирмата, ама не сум сигурна за кои позиции беше, ама знам, добро сеќавам дека и финалната задача ти е токму по тој предмет. Сега ја би сакала пред ти да одговориш да кажам дека она што го воведовме со предавачите од септември месец е дека пред секој час се прави ресерч, значи се добиваат задачи, се прави ресерч и технички студентите се многу поспремни за да бидат активно вклучени во самиот процес и во предавањата наместо да слушаат, па сега ја слушнав ново, па ајде сега наредниот пат, него сега одиме со тоа да се спремат пред час и да бидат активни слушатели на самиот предмет. Да одговорам прашањето, да, така е, значи задачата на крајот на испитот по регрутација е да продуцира кандидатот end-to-end процес како би дошол и како би дошол до кандидатот и под кои услови би го вработил. Што значи подготовка на самиот процес, што значи каде ќе го бара, под кои услови ќе го бара, како ќе го најде, кои ресурси ќе искористи за неговата регрутација, дури да направи проценка колку чини еден таков процес, за да на крајот кога ќе го донесе како изгледа процесот на онбординг и самото воведување на тој вработен во организацијата за кој што работи. А на тоа му претходат неколку, ја би кажал, материјали кои што се задолжителни за читање и за обработка, кои што даваат на дополнување на редовната PowerPoint презентација што имаме за самата настава предвидено, со што не само што ги инспирираме студентите да читаат нешто што е поврзано со материјата, туку ги учиме и како сами да побаруваат онлайн или како сами да побаруваат материјали во подрачјето во кое што навлезат подлабоко, односно кои автори да користат, каде можат сами да дојдат до тоа што е најактуелно, за да едноставно тој процес на континуирано учење продолжи и по завршување на академијата. Така, Стефан, ти благодарам. Ето го ми текнало на твојата финална задача. Добро сум ја запамтила. Добро, дали имаме некои други прашања или пак можеме да го сумираме денешниот Demo Day? Здраво, јас сум Милица. Бев дел во видниот курс по HR, воодушевена од начинот на презентација на Стефан. Се запишав на академијата, буквално ми беше одлука во делот секундата, токму поради предавањата на Стефан. Значи, верувам дека и по презентациите на сите предавачи тука, дека само тоа воодушевување ќе расте. Ако започнеме академијата следната недела, значи ќе се дружиме од следната недела и едва чека. Само еден поздрав до сите. Сега ме е убаво вака ова што го слушам, морам да кажам. И драго ми е што ќе продолжиме да се дружиме на академијата. Идејата на предавањата што беа како вовед во HR беше токму едно лајт запознавање со целокупното функционирање на одделот за човечки ресурси, но дури и таму кажавме, подлабоко можеме да навлеземе само во академијата, затоа што е ограничено беше време траењето за кој што беше замислено тоа воведно предавање. Драго ми е што ги исполни вашите очекувања. Ја мислам дека атмосферата што владееше на тие предавања ќе ја задржиме и на самата академија, односно ќе ви возможиме едноставно по сите овие предмети да стекнете на вистина и теоретски и практични знаења кои што ќе можете со гордост да ги вратите понатаму на работно место. Ви благодарам, Стефан, и Милица, драго ми е што ви се допаднал бесплатниот курс. Навистина ни беа многу значени да бидат успешни и драго ми е веќе кога слушаме фидбек. Јас имам уште едно прашање, ако може? Повеле, Билјана, да.
Вака, во најавата за овој демо час на мејл имаше пристигнато дека ќе слушнеме во однос на скоринг систем, според кој што се оценува нашата активност. За тоа не преговоривме ништо и би сакала да слушнам со кои компании соработувате. Или каде да ги гледаме нашите шанси во иднина. Так. Вака сега, значи во однос на скоринг системот, јас нешто кажав, меѓутоа не го објаснивме добро. Значи, по секој предмет, кога би се запишале на академијата, вие добивате еден систем каде што ги имате сите домашни ресерч задачи, значи задачите кои што треба да ги направите пред секој час, како и финалните проекти. По секој предмет тоа е, да речам, различно. Значи имате домашни кои што ги правите, меѓутоа задачата на Елка не е иста со задачата на Стефан. Сакам да кажам, се работи за различен тип на домашни задачи. Различна од таа која што се прави по тренинг and development, различна од таа што се прави по employee engagement. Меѓутоа, по сите предмети, вие однапред, кога се запишате, ќе добиете точните задачи, бодовите кои што ги носат, например, ресерчот носи по 1 бод, бидејќи е најлесен за да се изработи. Меѓутоа, задачите, финалната задача по перформанс менеджмент носи 10 бода. Финалната задача по регрутација и селекција носи 10 бода. Сите тие заедно прават 100 бода. Вие од тие 100 бода, за да можете на крајот да се квалификувате, бидејќи споменавте со кои компании соработуваме. За ние да можеме на компаниите да им дадеме кадар, за кој што ние стоиме дека овој кадар на вистина знае што прави и е способен утре да се справи со тие и тие работи, процеси нели кои што им се потребни во нивниот job description, тогаш ние тоа го потребуваме преку нашиот перформанс менеджмент систем кој што го имаме за сите студенти на академијата. Значи се оценува и имате точни датуми на кои што треба користиме ние Google Classroom, каде што треба да ги атачирате, добивате бод, ако касните или ако не го атачирате, добивате 0 поени. Кога ќе завршиме со академијата, ако вие имате 40 поени од 100 поени, значи настанал некој проблем. Не сте ги сработиле доволно сите задачи, ние не можеме да кажеме дека овој студент е навистина се знае, кога сега кај Стефан ништо не направил. Значи не можеме да го потребиме знаењето. Во таков случај или би разговарале со вас и би рекле дали сакате уште еднаш да ја слушате академијата, еве од нас гратис, само слушате и изработете ги сите домашни задачи, или пак не сте заинтересирани можеби за работа во ова поле. Ние компаниите со кои што сработуваме имаме еден човек кој што само го работи тоа, значи само работи регрутација и се занимава буквално целен само со тоа да најде можности за вработување на студентите, тоа е Сонја. На нашата веб страна во делот нашите студенти, кои што можеби треба да го промениме, ги имате најновите компании со кои што соработуваме. Мислам дека вчера беше објавено за Motivi Employment, претходно за Neptune, кои што ги знам бидејќи знам дека бараат луѓе во областа на човечки ресурси. Може да ги видите и другите, имаме и IT компании, моментално подпишавме и со Intertech, имаме и сега бидејќи јас сум во САД една компанија која што е јас сум во САД, ама компанијата од Австралија, каде што ни бараат 5 луѓе за IT секторот, пред 5 фронтенд девелопери, а ќе отвараат и канцеларија во Македонија, верувам дека ќе им требаат други позиции. Меѓутоа, за детално, значи, само направете subscribe на нашиот мејл и на неделно ниво ќе видите по 3 компании, таргетот на мојата колешка да минимум 3 соработки да има во текот на една недела, кои што каде ние би испратиле наши студенти на интервју, нели секако дали тоа интервју ќе биде успешно зависи од повеќе фактори, меѓутоа и пред да одите на тоа интервју, еве дури Елена може да каже дека работиме, да ве спремаме, значи да го видиме CV-то. Јас седнувам со луѓето, значи независно кај сум, буквално седнувам да ги спремам за интервјуто, бидејќи многу е важно и на тоа интервју да знаете што ќе кажете. Кога ќе одите на интервју да бидете спремни 100% во тоа што го знаете. Значи, еве, ако интервјуто е за регрутер, бидејќи така го поставивте прашањето, буквално кога ќе одите да кажете јас знам да напишам job description, јас знам да интервјуирам човек, јас знам да направам буџетирање за човечки ресурси, јас знам да кои канали ќе ги користиме за аналитика, за да можеме да измериме колку трошиме ние пари за да регрутираме еден човек и дали тој процес нас не се исплаќа. Колку ни е turnover rate, колку ни е, не знам, cost per hire или сега дело да вие работи Ана што ги кажуваше. Какви ќе бидат финансиите, што ќе им понудиме на оваа позиција, ќе има ли 30-60 дена, колку ќе биде онбординг период, кој ќе го спроведе, значи сето тоа да застанете и кажете јас ова го знам, ја ова можам да го направам и јас сум вистинскиот кандидат за вашата позиција. Не за тоа што сте премногу самодоверба, тука едноставно тоа е знаењето кое што вие го имате и позади кое што стоите. И во таков случај вас
не ви треба ни Creative Hub да ви најде работа, бидејќи го имате знаењето и нема фирма што нема да сака да ве вработи, бидејќи сите знаеме дека нас ни треба кадар, значи ни треба добро едуциран кадар, што има вештини, што не мора јас да седам со него да работам секој ден, самиот може да ја изработи работата и е спремен за уште повеќе, нели? Значи, според тоа што нели, тоа е тоа. Меѓутоа, тоа е целта на академијата. Скоринг системот е буквално од 0 до 100 поени, меѓутоа имате датуми, малце дури Елена може да каже дека е строг на некој начин. Имате датуми, имате поени и ако не ги изработите, тогаш добивате 0 поени и тоа е тоа. Не е индефинит, значи едноставно бидејќи сакаме да бидете активни во предметите и во овие 6 месеци, 6,5 сега со новиот предмет, додека сте на самата академија. Така. Ви благодарам на исцрпниот, нубавиот одговор. Јас можам само да се надоврзам на Аријана дека искрено благодарение на тие истражувања што ги имаме пред час се дознава многу и кога што кажа Стефан е тера на еден начин и самите ние да читаме и да бидеме спремни веќе кога дојдеме на часове, не само на час, туку веќе ги препознаваме и термините и работите уште пред да стигнеме на часот, така што ни е многу полесно во целиот процес. Тие многу ни помагаат, можеби не е строг, искрено, зашто е забавно. Тој што стварно сака HR да учи е доста интересно и цело време има нови работи за учење. Дали имаме некоја друга прашање? Јас, доколку немаме, само би сакала нешто да се надоврзам, дека многу инвестираме и како академија во голем број на Harvard Business Review книги и материјали. Буквално инвестираме финансии, купуваме за да ги дадеме на студентите за плюс задачи, така што за секој што би се запишал плюс, мислам, и ги обновуваме материјалите, ги ставаме на Classroom, така што за некој што сака да учи HR, само да сака да учи треба. Иначе ги има сите материјали дури на едно обемно, така да кажам, ниво на библиотека, како да кажам, особено од Harvard Business Review. Последно купивме во ноември месец, значи станува збор за вистина за нови материјали и во делот на employer branding, и во делот на аналитика, особено во deep dive HR, како што во Harvard го пишуваат. И навистина убави case studies од кои што навистина многу може да се научи и истото да се примени во компаниите во кои што би работели или пак да добиете идеја. Јас неретко со Елена кога разговаравме, истото Стефан што го вика, нели предложи на твојот ментор како да ги подобриш процесите, токму и преку тие истражувања. Секогаш ќе викам предложи, напиши мејл, види колку убава идеја, нели? Затоа што едноставно и тоа и се бара. Сакам и да работиме со луѓе со вработени кои што даваат плюс идеи, кои што придонесуваат, на академијата наша цела да ги обезбедиме тие ресурси за да можете од каде да црпите идеи и знаење. Ако нема повеќе прашања, јас тогаш би сакала да ви се благодарам на сите. Мислам дека навистина имавме едночасовна убава дискусија, еден убав демодеј. Јас се благодарам на предавачите што одвоја време да бидат тука денеска, да ни се приклучат. На сите ви посакувам успех во кариерата, независно дали ќе ја продолжите во Creative Hub или пак на некое друго место. Дефинитивно и требаат на Македонија многу повеќе обучени HR луѓе. Има доста можности и уште повеќе ќе се отвараат, бидејќи сите сватиат дека потребен е човек кој што навистина ќе се занимава од регрутација до развој до задоволни вработени за самата компанија да расте. Така што јас да поздравувам од Мајами и се надевам дека со дел од вас ќе се гледаме од следна недела на академија. Поздрав! Чао! Поздрав! Благодариме. Чао сите!